Здраво, добро уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за алореактивноста на Т клетките. Сега, во поглавието за МХЦ спомнавме дека првиот увид дека воопшто постојат МХЦ молекули бил кога почнале да прават трансплантации на ткива или на органи и приметиле дека најголем дел од нив се неуспешни поради тоа што самите ткива или органи на нивните клетки имаат вакви МХЦ молекули кои биле препознани од страна на Т клетките на реципиентот и се покренувало имун одговор, односно трансплантантот се сметал за страно тело и тој бил уништен, односно бил отфрлен. Сега, денеска знаеме дека гените кои кодираат за МХЦ се високо полиморфни, односно дека скоро секој индивидуа во популацијата на еден вид има различни гени кои кодираат за МХЦ. Во мал степен се разликуваат, но сепак се различни. И сетот индивидуи, ние поради кои што имаат различни гени за даден протеин, ги сметаме за алогени. Односно, тој термин се користи за да се опише, односно да се опишат генетски различни индивидуи од ист вид. Океј? Алогени не се само еднојаични близнаци. Сега, овие индивидуи нормално имаат различни гени за МХЦ и затоа прават различни и МХЦ молекули. Така, значи ова е портокалово МХЦ, ова е жолто МХЦ, сино и црвено. Сега, нормално и овие молекули, кои во овој случај ќе се однесуваат како антигени, ќе бидат различни, но ќе бидат повторно од еден ист вид, и затоа се нарекуваат алоантигени. Океј? Значи, алоантигени. Сега, ако една индивидуа донира орган на некоја си друга индивидуа од ист вид, така од ист вид, например оваа на оваа, или пак жолтата на портокаловата. Така, ако една индивидуа донира орган или ткиво на која било друга индивидуа од истиот вид, во тој случај збориме за алотрансплантација, односно за алотрансплантанти. Значи алотрансплантација, односно трансплантација од различни индивидуи од ист вид. Сега, Т клетките на секој од овие индивидуи, така, Т клетките, ќе брежам 4 дека бидат, ќе реагираат на овие алотрансплантанти. Алотрансплантанти се трансплантантите кои биле од истиот вид. И таа нивна реактивност кон овие алотрансплантанти е всушност алореактивност. Океј? Значи нивната реактивност е всушност алореактивност. И они всушност да реагираат на алотрансплантантите, но они всушност реагираат на алоантигените. Значи сето од индивидуи, да повториме се, алогени, односно генски различни индивидуи од ист вид, тие имаат алоантигени, така значи различни антигени, протеини кои малку се разликуваат. Сега, ако се изврши алотрансплантација, значи трансплантација на одредено ткиво од една индивидуа на друга од ист вид, во тој случај ќе се јави алореактивност. Реактивност на Т клетките на индивидуата кон трансплантантот, односно кон алотрансплантантот, која е всушност насочена кон алоантигените. Така, значи Т клетките реагираат всушност кон алоантигените, кои се наоѓаат на алотрансплантантот. И нели знаеме дека CD4 клетките, така, CD4 клетките ќе реагираат на класа 2 алоантиген, односно класа 2 МХЦ, додека CD8 Т клетки ќе реагираат на класа 1 алоантигени, односно МХЦ молекули. Сега, оваа алореактивност е многу збунувачка поради две причини. Значи овака, ајде да зацртаме тука една Т клетка. И знаеме дека Т клетката има Т клеточен рецептор. И што рековме? Што препознава Т клетката? Дали Т клетката препознава пептид? Сам пептид? Не. Дали препознава само преработен пептид? Може би некојаш ретко, но главно не. Т клетката препознава пептид кој е асоциран на соодветна МХЦ молекула. Така, односно се препознава пептид плюс селф МХЦ. Така, значи овој факт го имаме веќе константирано. Па ако тоа е така, во тој случај што препознава Т клетката? Така, да речеме дека овдека имаме МХЦ, кое не е селф, така ова е некој си туѓо МХЦ, кој нормално него си има некој си пептид кој е преработен, најчесто ќе биде селф пептид,
Дали ќе биде тој од самата клетка од ткивото што е трансплантирано. Сега интересно е дека Т-клеткава со нејзиниот Т-клеточен рецептор може да го препознае овој non-self МХЦ молекул плюс пептидот кој е презентиран. Нормално овој пептид за нашата Т-клетка ќе биде стран пептид, така ќе биде некој си антиген, бидејќи го немаме во нашето тело, но интересното е како воопшто познава non-self МХЦ. Така, ако го препознае пептидот, он мора да се врзе со МХЦ молекулата за да го препознае пептидот, бидејќи поврзувањето ги бара двете. Значи ова е едниот проблем. Како зошто или како се препознаваат овие non-self МХЦ молекули, бидејќи знаеме дека Т-клетките при нивното созревање, иако уште го немаме покриено, ќе збориме понатаму, при нивното созревање они поминуваат низ позитивна и негативна селекција, каде што се избрани само тие МХЦ молекули кои препознаваат self МХЦ. Така, значи избрани се само тие кои препознаваат self МХЦ. Сите кои не препознаваат self МХЦ ќе бидат уништени. Односно ќе влезат во апоптоза. Нормално истернирани се препознаваат non-self пептид. Така, значи non-self пептид асоциран со self МХЦ молекула. А self пептидите беа препознавани таму од НК клетките. Но окей, ова е првата збунувачка работа и ќе објасниме всушност што се случува, но ова е првиот проблем, а другиот проблем, значи вака. Вежуваме со црвена боја, ова е проблем 1. Проблем 2 е да за одреден МХЦ молекул, така, значи за одреден МХЦ молекул, да речеме ова е МХЦ, сега го бележам како Т и зато мати изгледа збунувачко, ова е некој си зелено МХЦ од некој си индивидуа, ова е некој жолто МХЦ и така натаму. Сега, за секој МХЦ молекул, така, за секој МХЦ молекул во нашата циркулација на Т-клетки околу 5%, односно 1 до 5, ајде, поточно, препознаваат даден МХЦ молекул. Например, 1 до 5% од нашата Т популација препознаваат МХЦ молекул од некој си зелена индивидуа, окей? Кој има зелен МХЦ молекул. 1 до 5% исто така препознаваат некој си жолт. Окей? 1 до 5% препознаваат некој си син МХЦ молекула, некоја си трета индивидуа. Сега, проблемот е колку вакви можни МХЦ молекули имаме од различен број индивидуи. Па бројот е всушност еднаков на колку всушност МХЦ молекули вкупно може да имаме во дадена популација. Што е огромен број, не знам таму колку беше, ама сигурно е неколку билиони. Сега, ако е неколку билиони, така, мислам дека беше 1,7 билиони, не сум сигурен, но не е битно. Ако има 1,7 билиони различни МХЦ молекули и барем 1 до 5, да речеме 1%, да речеме да идеме со минималниот број, да речеме дека 1% од клетките препознаваат кој е било од овие, како може тоа да се случи? Едноставно ние немаме толку клетки за може тоа да се случи. Значи не знам, ајва како ќе го направиме. Ќе речам дека имаме 10 клетки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така имаме 10 клетки и да речеме дека 10% препознаваат зеленово. Така. Значи 10%, значи да не биде 1%, да биде 10%. Океј. 10% ја препознаваат зеленово. Океј. 10% од популацијата го препознаваат жолтава. Така. МХЦ молекула 10% препознаваат сината. Сега гледаме ако идеме на овој начин, не може да пополниме за сите 1,7 билиони. Океј. Сега добро, ќе речеш оваа зеленава не препознава само зелени, препознава и зелени и сини. Така, оваа жолтава препознава и жолти и зелени. Океј. И на тој начин, но дека можеш да објасниш до одреден степен дека да, имаме доволно Т-клетки во популацијата да ги препознаат МХЦ молекулите. Но не треба да забораваме дека најголем дел од популацијата што треба да ни остане е популација што треба да препознае страни, така да препознае антигени асоцирани, така да препознае пептид, така non-self пептид плюс self МХЦ. Така најголем дел од популацијата треба да е за тоа. Зашто си е направен, за што воопшто постојат Т-клетките. Ако најголем дел од популацијата е за non-self пептиди со self МХЦ молекули, тоа што треба да го прават, тогаш како воопшто има место,
како може во тој случај мал дел од популацијата Т клетки да ги исполнат условите да се врзат со секоја МХЦ молекула од секоја можна индивидуална планета, односно скоро секоја можна индивидуална. Или ај повторно да го поставам ова на некој си начин, онака како да имате слика како што би може да се случи. Да речеме дека имаме голем број на Т клетки. Така, значи секој од овие бели точки се Т клетки. Океј? Значи имаме огромен број на Т клетки. Сега да речеме кидаме сега со 5% бројот и да речеме дека 5% од популацијата реагира со зелениот МХЦ. Тоа значи дека секоја 20, например ова, па идеш ова, па идеш некаде си, па ова, па не знам, ова тука, па ова тука. Значи сите овие 5% од популацијата реагираат со зелениот МХЦ. Океј. 5% од популацијата исто така може да реагираат со синиот МХЦ. Значи секоја 20 повторно, например ова и ова. Така, 5% од популацијата можат исто да реагираат и со жолтата МХЦ. Повторно ова. И гледате како тоа се насобира. И сега ако имаме 1,7 билиони различни МХЦ молекули, не можеме да имаме токаа популација на Т клетки во нашиот организам, што едноставно можела да реагира со сите. Сега, одговорот на овие два проблеми е всушност вкрстена реактивност. Односно, имаш, сега ги бележам со виолетова боја, овие што ги бележам ака сега со виолетова боја, дел од Т клетки, можат да реагираат и со зелениот, и со жолтиот, и со синиот МХЦ молекул. Така, значи може да реагираат со многу различни МХЦ молекули. Имаат вкрстена реактивност. Сега нормално таа не може да реагира со сите 1,7 билиони, ама например ќе имаш овдека некоја си која исто така може да реагира со други, не знам, 1000 различни МХЦ молекули. Значи се потекнува вкрстена реактивност. Исто и за првиот проблем имаме вкрстена реактивност. Да, овој Т клеточен рецептор препознала non-self пептид со self МХЦ молекул, но ако овој non-self МХЦ е сличен на self МХЦ, во тој случај може да се случи препознавање, бидејќи пептидот исто е non-self. Тука тоа е исто кај двете. Така, значи тоа е исто кај двете, само што МХЦ молекулата се разликува. Сега, МХЦ молекулите, иако се разликуваат, не се разликуваат толку многу. Така, значи има мали разлики, но и тие мали разлики можат да покренат имун одговор. А бидејќи овој non-self протеин, да, не е наш протеин, ама тој најчесто е протеин од самата клетка. Така, додека нашата Т клетка не препознава пептиди кои се од нашите клетки. Така, значи не препознава селф пептиди. И затоа нашата Т клетка не ги убива нашите клетки кои си прикажуваат сопствени пептиди. Оваа клетка која некоја си страна од ткиво, така, си прикажува сопствен пептид, за нејзе тој е селф, ама за нас тој е non-self пептид. Така, значи овој што нашата Т клетка го гледа, тој не е нејзин. Така, не е наш, али е на трансплантираното ткиво. И затоа ќе се покрене одговор. И ова, значи, најголем дел се всушност потекнува од вкрстена реактивност. И сега ќе видиме дека постојат и различни видови на алореактивност, имаме директна, имаме индиректна. Сега тоа ќе спомнеме, но авака запишеме дека проблемот се решава кога ќе внесеме вкрстена реактивност. И дека сега имам пример за директна алореактивност и за индиректна. Дека пишува алопрепознавање, но нема врска. Сега имаме страна клетка, така, значи страна клетка, која може да биде препознаено нашите CD4 или нашите CD8 клетки, зависно дали има МХЦ класа 1 или класа 2, и ќе ги препознае овие пептиди, така, кои се всушност self пептиди од клетката, али за нас тие се non-self пептиди. Океј? Или пак може пептид кој е прикажан дека на таа страната клетка да биде внесен од страна на наша антиген презентирачка клетка, да биде преработен и да биде представен на self МХЦ плюс тој пептид, така кој се внела од надвор.
некоја надворешна клетка и да имаме индиректна алореактивност, односно алопрепознавање. Или на десна слика, мислам дека е подобро може да покажано. Само да зумираме зашто е помала. Значи имаме директна, каде што имаш овдека страна дендритична клетка, каде што имаме наши CD4 или CD8 клетки кои препознаваат антигени, така на МХЦ класа 1 или класа 2, праќаат сигнали и после имаме ефекторни CD8 клетки кои убиваат. Океј. Сега може да биде индиректно, каде што ова вдека вака е ова која е страната клетка. А ова вдека на површината е алогенски МХЦ. Ама тој нема да биде препознаен од дендритичната клетка, него ќе биде проголтан и ќе биде преработен и потоа од кога ќе биде преработен ќе биде прикажан на селф МХЦ која е асоцирана со тој протеин нели кој потекнува од дендритичната клетка на донорот. И ќе добиеме понатаму нели одговор кој може биде нели преку Б клетки ќе се активираат различни патеки и така натаму. Значи тоа се главните начини на кои можеме да имаме алореактивност. Значи може да биде директна, каде што се препознаат директно пептидите од страна на страната клетка, или пак тие пептиди да се презентирани на некоја си наша антиген, презентирачка клетка. Сега овдека само сакам да посочам дека всушност има и трет проблем, кој на некој начин го спомнав, но окей, че има трет проблем, а тоа е да за одреден МХЦ имаме 1,5% кои реагираат со него. Сега, да, ова спомнав дека е проблем, дека едноставно немаме доволно клетки. Но другиот проблем е да при некој си друг МХЦ, некој наш МХЦ со даден пептид, ние обично имаме 0,001% од те клетките реагираат на селф МХЦ плюс пептид. Така, значи нормалната интеракција. Значи, за дадена комбинација на пептид со селф МХЦ, ние имаме 0,001% од те клетка која реагира со тоа. Сега, тоа е нормално. Но, овдека за дадена комбинација на МХЦ плюс пептид, имаме 1,5. Тоа е огромен број. Да, тоа кај нас се случува од кога ќе бидат активирани те клетките и ќе се намножат на голем број, па ова ќе порасне до 1 до 5%. Така, но у старт почнува со 0,01 за дадена комбинација на пептид со селф МХЦ. Додека овдека од старт почнува со 1 до 5%, што е огромен број. Но сепак спомнавме тоа исто е поради вкрстена реактивност. Иначе и овдека сакаме едно плюс објаснување. Речеме дека имаме една страна клетка, такава жолтата, која си има МХЦ. Океј, овдека имаме една наша клетка, ќе бележам со виолетово, која исто така си има МХЦ, ќе бележам МХЦ дека си исто ја. Сега, нашава клетка може да презентира селф пептиди, така, селф пептиди, и може да презентира некои страни пептиди, така некој вирус кој влегол во нејзе. Океј, сега, оваа жолтава, која е страна клетка, може исто така да презентира селф пептиди, или може исто така да презентира некој вирус ако влегол во нејзе. Океј. Сега, нашата Т клетка со незиниот Т клеточен рецептор, ова не го препознава. Океј, тоа е наш пептид со наш МХЦ. Тоа не го препознава. Она го препознава ова и го препознава ова. Така, значи ако го препознае ова, ќе се покренат натаму различни имунолошки патеки, не е битно, но ќе биде отстранета оваа клетка или ќе се справи со натрапникот и овдека го препознае ова, ќе го отстрани, всушност трансплантатот нема да биде успешен. И тоа главно беше се за ова видео, се намекнучив нешто ново, иначе исто да спомнам дека дел од автоимуни заболувања настануваат поради оваа вкрстена реактивност и со МХЦ молекули се поврзани и така натаму. Добро, тоа беше се за ова видео, се намекнучив нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.